Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да искористам можноста да објавам почеток на промените кои што граѓаните го очекуваат. Синоќа донесов одлуки, денеска е ред да ги споделам. Ќе бидат изработени решенијата од страна на администрацијата во Социјалдемократскиот сојуз и во текот на денот ќе ги потпишем решенијата. Одлуката е се разрешуваат сите претседатели на општински ограници на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да им се заблагодарам на сите за активноста, работата, служењето на граѓаните како представници на локално ниво на најголемата владеачка партија, на сите оние претседатели на општински организации каде што се победени изборите. Апелирам да бидат повторно кандидати, нека се кандидират на следниот конкурс кој што веќе уште идната седмица ќе биде објавен во постапка. Следуваат следните чекори во делот на промените, како ќе се носат, така ќе ги објавуваме до граѓаните и до јавноста, токму преку вас медиумите, како што реков. Почетокот на јуни или првата половина на јуни ќе се случуваат промените во општествениот сектор, а тоа се јавните претпријатија, министерствата, владата и сите владени институции, а во политичкиот дел, во мојата политичка партија, таму каде што јас сум директно надлежен, а тоа во изборот на претседателите на општинските организации, одлуката ја донесов, синоќа ја соопштив на координација на колегите од раководството, заради тоа што тоа е мое право. Конечната одлука е токму таа, сите претседатели на општински организации, ние имаме вкупно 78 претседатели на општински организации од 80 општини, се разрешени и веднаш органите и телата на партијата ќе донесат одлука за отпочнување на постапка за избор на нови раководство. Со разрешувањето на претседателите на општински организации паѓаат извршните одбори на локално ниво, заради тоа што тие се формирани на предлог на претседателите на општинските организации. Верувам дека сето ова ќе предизвика едно возобновување на севкупниот амбиент на луѓе кои што се доста експонирани, постојат за да бидат добра алка на премостување и решавање на проблемите на граѓаните, се со конечна цел сите да учиме од своите слабости и да бидеме уште подобри во периодот кој што предстои пред нас. Премиерот Дуи денеска реагира дека назначувањето на Алберт Муслиу за прв човек на Агенцијата за разузнавање во узнемирувачко, со оглед на тоа што уште не е решен случај за дионаселје. Како коментирате ова? Има коментар. Кој е назначен за? Извинете, новиот првиот човек на Агенцијата за разузнавање. Некаде... Имаше коментари денеска, не се задоволни од Дуи за неговото назначување за прв човек на Агенција за разузнавање. Јас знам дека претседателот знае некој пат да не консултира за одредени прашања, тоа се негови надлежности, секако негово право е. Верувам дека консултациите ќе продолжат и за ова и за други прашања, така да ќе претседателот на државата ќе одговори. Јас немам амбиции да аспирирам во тој дел, знаете дека сум поприлично внимателен, тоа е негова надлежност, но секако верувам дека транспарентноста и правото на коментирање за одредени случаи од сите политички партии е добре дојдено. Кога ќе има нова средба со Ахмеди? Веројатно следната недела ќе продолжиме, заради тоа што чекам фидбек, секако и тој од мене, и сите продолжуваме понатаму коалиционите партнери. До крајот на оваа недела ќе се случуваат во самите политички партии одредени работи, едната недела веќе верувам дека ќе, заради тоа што доаѓа почетокот веќе на јуни, ќе излегуваат на површина и одредени одлуки кои што верувам дека ќе бидеме подготвени да ги донесеме. Зашто се промени почнавте од општинските организации не од погоре? Заради тоа што тоа е наједноставното право кое што статутот го дава, односно одлучува само еден човек претседател. Сето друго е одлуки на органи и тела на Социјалдемократскиот сојуз. Веднаш што ќе бидат закажени тие органи и тела, ќе ве информираме, тоа ќе буквално денови се во прашање. Секако следуваат одлуки за одредени промени во највисокото раководство, во другите повисоки органи и тела на партијата, буквално на секое ниво. Најавивте пред малку дека ќе се залагате за решавање на проблемот со давање на пари на рака во платите што ќе ги дават на рака. И дека ќе влезат овие средства во системот. Кој е решението конкретно? Тоа е најголем проблем. Знаете кој дава пари на рака? Како не знаеме? Се утврдува? Па сите знаеме дека секој дава пари плата во плик, така е вика. И тоа не е незаконски дел, заради тоа што бизнисмените најголемиот дел од тие пари ги обезбедуваат, си плаќаат персоналниот данок, данокот на добивка и тоа се нивни пари. Слободно располага. И ги частат буквално работниците со тие пари. Суштината е што тука не се плаќаат придонесите за здравство и пензии, кои тие ги заштедуваат тие пари. Тоа е една отворена можност во законот која што им е дадена, знаејќи дека им треба да ги задржат квалификуваните работници, а може да поминат со помалку пари, тоа се случува. Она кое што сакаме да го донесеме како одлука е
како да го решиме овој проблем за да стартува во неговото решавање од 1 јули заедно со повратокот на ДДВ за физички лица, кој што ќе го стартуваме како проблем. Неколку варијанти и компоненти се, не би сакал да ги објавам заради тоа што ги правиме модалитетите, да не објавам едниот правец па после да тргнеме во вториот правец. Буквално се два правци на кои што разработуваме, се прават проекциите и пресметките. Целта ни е буквално да бидат демотивирани деловните луѓе, да ги вадат овие пари од своите сметки, да ги дават кеш, туку да се ги дават како бруто плата, а при тоа да не ги кошта ништо повеќе, односно ако може дури и помалку да ги кошта, ако тоа го направат, ама сакаме ако може при тоа и фондовите да растат за пензијско израство. Затоа што амбицијата е да растат и пензиите, не само платите, а трендот мора да го следиме. А секако здравствениот фонд секој пат кога расте, тоа значи поквалитетни здравствени услуги за пациентите, за граѓаните, така да тука се дилемите до средината на јуни некаде ќе утврдиме, како ќе настапиме, ќе ги објавиме за од 1 јули да стартува. Благодарам. Благодарам на сите. Добре, убав постапот.